Се намалува бројот на починати новороденчиња. Според министерот за здравство Венко Филипче, во првата половина на оваа година овој процент се намалил за 9% во споредба со лани, кога смртноста на бебиња била 26%. Вкупно 57 предвремено родени починале годинава, а лани 82. Филипче се пофали дека позитивните индикатори се резултат на владините инвестиции во здравството. Ова се должи на неколку работи. Прво, на инвестицијата од страна на владата во инкубатори во интензивната нега на гинеколошко-акушерската клиника. Понатаму, во доекипирањето на експертскиот тим кој што тука работеше и се грижеше за една од критичните групи на пациенти со експерти од педиатриската клиника. Понатаму, на приемот на нови 20 медицински сестри, што значено голесни работењето и функционирањето на одделот за интензивна нега. Лекарите очекуваат смртноста кај предвремено родените и натаму да опаѓа, откако клиниката ќе се доопреми со апарати, високофреквентен вентилатор, апарати за неинвазивна вентилација, како и апаратот за брза диагностика на инфекции, кој ќе дава резултати за 2 часа, а кој за лекарите е најважен поради честите инфекции кај трудниците. Дури 80 до 85%, значи ако ги поделите според гестацијската возраст, тоа се 80% од починатите по 32 гестацијска недела, отпаѓа 3/4 на потешкиот прематуритет и она што се вика рани компликации, најчесто заради незрелоста на белодробието и незрелоста на централниот нервен систем. Инаку високата бројка на смртност кај новороденчињата во изминатиот период отвори најразлични сомнежи во јавноста, а го вклучи алармот кај народниот правобранител. Мемети ги истражува морничавите информации, како што самиот ги нарече, поврзани со криминалниот синџир на продажба на деца. Сомнеж дека се манипулира со бројката на смртност кај доенчиња изрази и првата детска амбасада Медјаши. Дали таа смртност е реална? Дали се работи за крадење на деца кои натаму се продаваат? Кој е тој ланец? Ова беа само дел од прашањата на Медјаши, од каде се сомневаат дека се инволвирани и државните институции. Во меѓувреме обвинителството води истрага под опрен глас за мито при процесот на посвојување деца во Македонија.